Македонски христијански подкаст. Вера, надеж и љубов за Македонија. Здраво, добре дојавте во новата епизода на Македонскиот христијански подкаст. Денеска со Никола ќе зборуваме на една интересна тема, разликата меѓу традиција и вера. Ова е нова епизода односно и прва епизода во 2026 година, така да тргни годината, што викаме. Така да, еве веќе помина месец и нешто од 2026 година. Ние така малце ја прославивме нова година, празниците помина, па сега се фаќаме за работа, што викаме. Да. И сакаме да продолжиме со подкастот, да снимаме епизоди со цел да го зголемиме интересот кај луѓето за да читаат Свето писмо, да го запознаат Господ Исус Христос на лично ниво. Лично ниво се подразбира да имаат личен однос со Него, да познаваат кој е Тој, каков е Неговиот карактер, која е Божјата волја за нивниот живот и како да го следиме Христос. Тоа е нашата цел, мисија, визија, зашто го правиме ова. Па еве сега ќе опрашам Никола, како си помина, да речам, за новата година. Еве сега сме 2026-та, како се осеќаш, дали си возбуден за тоа што доаѓа, што следува? Да, тоа тие прашања секогаш, така мислам дека спомнав и на новогодишната епизода, со целите кои ќе прашат луѓето, кои си целите за 2026 и дали се радваш што доаѓа, дали со нетрпение чекаш, со нетрпение нормално што доаѓа, чекам, но исто така и малце со резерва, со stand-by, што велиме. Малце, што се не знае, Господ знае, така сум на некој начин заинтересиран што има Господ со нас во ова година и така верувам дека ќе биде исполнета година, верувам дека ќе биде година на благослови, година на задоволување, да речем, на исцеленија, на година која Господ ќе негова пак како сите години, така и ова, така да се радувам што снимаме пак, што сме тука пак, што сте вие тука со нас, што сме ние тука со вас и со нова епизода и со нова тема сепак од Светото писмо пак и се надеваме ќе уживате. Да. Еве една благодарност во овој момент до гледачите што не следите, што не поддржувате, што го споделувате подкастот со ваши пријатели, роднини и блиски. Тоа ни значи. И знам дека на Господ Исус му значи уште повеќе кога тоа го правиме ние, кога зборуваме за Него, за Неговото Слово, за Евангелието, тоа Него му дава слава. Ние сепак заради тоа го правиме, не заради нас, за ние да се прославиме преку ова. Не, ние сакаме да го прославиме Господ Исус преку ова што го правиме. Исто така, значи, покрај тоа што го снимаме подкастот, така да и во секојдневното живење, така да не се прославува Господ Исус само на еден начин, туку во севкупниот наш живот, во се што правиме, значи, дали тоа е одење на работа, дали тоа е кога сме дома со нашата фамилија и така натаму, значи, во севкупното наше живење или го прославуваме Господ Исус или не. Да. Треба да се трудиме, да се стремиме, нема никој совршен, меѓутоа Господ ни дава благодат, милост, дури кога ќе сгрешиме, да повторно станеме и да одиме, да не грешиме, понатаму да му даваме слава само Нему. Да се вратиме сега на темата. Разликата помеѓу традиција и вера. Една интересна тема. Така бев поттикнат сега, периодот имаше празници, па има традиција во Македонија, така се крши лепче со паричка, се фрла крст во вода за водици и така натаму. И се запрашав јас себе лично што сето тоа има врска со верата и дали има некаква врска со верата. Да. И истражував во Светото писмо што има Светото писмо да ни каже во врска со тоа. Дали традицијата може да ни биде пречка за верата или некои луѓе пак можеби ја поистоветуваат традицијата со верата. Па јас си вервам, си ги држам обичаите, си кршам лепче со паричка, па ми се падна паричката за многу години и така натаму. И јас имам контра прашање и аргумент за тоа. Дали на некој
што му се падна паричката, неговиот живот се промени. Не, така. Значи, ако ти се падне паричката, тебе животот нема да ти се промени, но ако читаш Библија и го прифатиш ова што го пишува во Библијата со вера, твојот живот дефинитивно, не 100%, не 200%, 1000% ќе се промени. Да. Зашто има еден стих во Библијата, во посланието до римјаните, таму вели не се преобразувајте со овој свет. Значи да не размислуваме како што размислува светот, туку вика преобразувајте се преку трансформирање, преку менување, значи на умот, преку словото, преку Библијата. Значи кога јас читам во Библијата, ги заменувам моите размислувања или светските размислувања со размислувања, со мисли, со стихови од Библијата, тогаш тоа некој прави некоја чудесна, би рекол, промена и навистина делува. На долг рок, кога ти читаш Библија, кога ова што го пише во Библијата, го применуваш апликативно во твојот живот, се прави промена. Ако тебе паричката ти се падни и мислиш дека тоа ти носи среќа, ти ќе си останеш истиот човек со истите размислувања, ставови пред да ти се падне паричката и после. Само да ви дам еден вовет во однос на традиција и вера. Верувањето е дека ако ти се падне паричката, ти ќе имаш среќа. Тоа е верување. И тоа се вика суеверие. Многу ова звучи силен збор, меѓутоа тоа е така. Суеверие е лажно верување. Вистинско верување е верување во она што е запишано во Светото Писмо. Тука мора да се разграничат работите. Значи, јас немам лично проблем со некој што верува, ако паричката му се падне, ќе биде среќен. Дали е тоа вистина, е друго прашање. Јас верувам дека тоа е 100% лага. Зошто? Зашто во Светото Писмо такво верување нема. Да. Меѓутоа, традицијата, како што се пренесувало од колено на колено и така натаму, тоа верување се појавило меѓу луѓето и ајде сега кога се падне паричката ќе биде среќен. Не. Нема врска тоа. Да. Меѓутоа, Библијата не се занимава со тие работи, односно, ајде, како да кажам, нели, традицијата вика ќе биде среќен, што значи тоа може поиќе пари, не знам ова, она. А Библијата се занимава подлабоко со тебе, со твојот карактер, со твоите одлуки, со твоето однесување. Значи, една трансформација сака да направи Господ во твојот живот. Што е многу подлабоко од тебе да имаш среќа, пари, ова, она, надворешно. Ти ако си останеш истиот човек, џабе. Да. И разговаравме сега скоро со еден пријател, вика, правевме муавет и паднавме на тема дека ако му даеш доволно пари или на некој човек, значи многу пари од што некогаш има видено, ќе видиш во суштина каков е. Значи, тоа што тој не можел да го прави, значи некои одредени гревови, кога има пари може да ги приушти тие гревови и тогаш се гледа каков е неговиот вистински карактер. Додека бил ограничен финансиски, не ги правил тие некои работи, ама ако се нели, ајде на позиција која е на некоја висока функционерска позиција, па власт, моќ, пари, тогаш го гледаш колку е расипан човекот. Да. Така да, честна и случоци, пак ќе кажам. Јас малце го проширив воведот, сега сакам малце да прочитам овде за два термини, нели разговараме за традиција и вера, па парав на интернет, нели во македонскиот речник, како тие термини, зборови се дефинирани или како се објаснети. Прво ќе почнеме со традиција. Значи на сајтот Македонски gov.mk од речникот, значење на зборот традиција, првото значење е усно пренесување на историски факти или предание. Тука спаѓа, нели, народна традиција. Второто нешто е верувања, обичаи, правила на однесување што се пренесуваат
од поколение на поколение. И третиот е принципи што произлегуваат од искуство и практиката. Исто за вера, значи, истражував, и значењето на вера, религија, вероисповед, значи тоа беше прво. Второ, убедување, надеж во остварување на нешто. И третото беше доверба. Значи, така, според македонскиот речник, се дефинирани зборовите традиција и зборот вера. Сега, нели, ние сакаме да направиме на разлика меѓу традиција и вера. Па еве, Никола, сакам да те прашам, што Светото писмо ни вели за верата? Од каде доаѓа верата и во што ние треба да веруваме според Светото писмо, нели? Според традицијата, јас го зедов примерот со паричката, нели, има пример со фрлањето на крстот во водата, па тој што ќе го фати крстот, па тој ќе биде среќен и така натаму. Има различни верувања околу различни обичаи. Сега, што ни вели традицијата, односно Светото писмо за верата? Нели, за традицијата третиравме неколку примери. Но сега сакаме да направиме разлика и што верата ни вели, значи од каде доаѓа верата според Светото писмо и во што треба веруваме ние. На што не повикува, на каква вера, во што? Да, па самиот Господ преку Светото писмо, значи преку неговиот збор, преку Божјиот збор, ни кажува дека верата доаѓа од слушањето на Божјото слово, значи кој е во Господ Исус Христос, и значи ние за да имаме вера на некој начин, за да поверуваме во него, треба да слушаме и да сватиме што е тоа во што треба да поверуваме. Значи едноставно јас ако не го слушам Господ Исус што има тој да ми каже, односно ако не читам од Светото писмо, од Словото, ако не читам од самиот тој што има тој да ми понуди, што има од дека ми нуди спасение и дека јас сум без него, сум изгубен и ми треба спасител и дека треба да ме спаси, треба да поверувам во него и дека треба да се покајам, јас тоа ако не го слушнам од него, ако не го слушнам од Божјиот збор, како ќе поверувам во тоа ако не го имам слушнато, така да затоа има таков стих кој вели, значи во Светото писмо дека верата доаѓа од слушање на словото, но исто така имаме, сакам да прочитам и друг стих кој на некој начин потврдува за тоа што сето тоа што самиот Господ Исус го кажувал, односно самиот Господ кажувал дека во сите евангелии, како што спомнавме преходно, дека верата доаѓа од слушање на словото и тоа слово, значи тоа евангелие кое е од Господ, битно е да знаеме дека секој што ќе го слушне некоја информација за Светото писмо луѓето, одма доаѓаат аргументите и прашањата, ама таа е значи ревидирана, таа е преведувана на повеќе јазици, откажеш дека е вистина, кој е аргументот едноставно дека кога ќе прочитам јас нештото дека знаеш што го прочитав што е евангелието и ова казам дека не е лага, дека е вистина, што ме аргументира и фасцинантните стихови кои јас самиот кој ги прочитав ми беа фасцинантни, се наоѓаат во Евангелие според Лука, значи првата глава, првите 4 стихови, како што почнува одма тоа Евангелие, одма првите стихови и ова е како апостол Лука, значи има една порака до Теофил кој понатаму и тој, значи христијанин следбеник на Христос и како му пишува и му кажува на некој начин на ист стил како што сега кажуваме ние во зборуваме вас, така да затоа ми беше битно да ги прочитам овие стихови и да кажам дека тоа што го читаме не е од нас, тоа што го зборуваме не е значи наша нова вера, нова некоја религија, тука едноставно кажуваме и едноставно читаме она што го има Господ да ни го каже на сите нас, првенствено на нас двајцата, па и на сите други луѓе, така да. Таму пишува, бидејќи мнозина почнаа
да ги опишуваат настаните кои се наполну верливи меѓу нас, како што ни ги предадоа оние кои од почетокот беа очевидци и служители на Словото. Намислив и јас, откако испитав се подробно од почетокот, да ти ги опишам поред, честити Теофиле, за да ја разбереш вистинитоста на она во кое што си бил поучуван. Значи, ние ако сме поучувани на вистинитоста за Господ Исус Христос, за Евангелието, значи, за да разбереме дека ние ако поверувавме во тоа, треба да знаеме дека во она што сме поверувале е веродостојно. И тука ни кажува, значи апостол Лука, читаме дека вели сите настани што се случува, што ги читаме и како Господ Исус ги правил тие чуда и мислам дека за сите луѓе побитното прашање дали ги правил, дали на вистина ги правил, е тука запишано дека вели бидејќи почнаа да ги опишуваат настаните, значи кои се наполно уверливи меѓу нас и ни ги предадоа оние кои од почетокот беа очевидци служители на Словото. Значи сите тие луѓе кои слушаа, кои беа тука, кои беа очевидци на она што го имаше Господ Исус да го каже, да го направи, односно да го направи, а тоа е да умре за нас на крстот, за нашите гревови, да биде погребан, да воскресни. Сите луѓе, тие очевидци кои го видеа и сите чуда што ги правеше преходно, еве апостол Лука гледаме ги собра тука на станите и му беа предадени од оние кои беа очевидци од тие настани и тој самиот вели подробно го испитав од почетокот и затоа го опишува во понатаму во ова Евангелие, во сите Евангелија и тоа што е напишано што е собрано од луѓе очевидци и тоа го прави нештото, односно нештата што Господ Исус Христос ги кажуваше и ги правеше и ги направи за нас и ќе ги прави доправа, веродостојни дека се вистинити поради тоа што се предадени од очевидци и луѓе кои го виделе тоа, значи на лице с места што велиме, така да ете еден од многуте аргументи ако се запрашаме на вистина што зборува Евангелието, што зборува тоа што се застанете и тука, што кажува за тоа Евангелието, тоа ни е еден од доказите, аргументите дека не е од нас тоа, значи ние не сме тие што биле на почеток уште кога прв пат излегла радосната вест на Евангелието за Господ Исус Христос, туку имало некои пред нас кои излегли, кои пред нас ги собрале овие значи очевидни настани и во многу подруги услови кои биле потешки за тоа време, како што знаеме, немало социјални мрежи, YouTube, Instagram, такви работи и многу ја прави работата уште пофасцинантна него што веќе е, така да тоа би го спомнал јас во врска со тоа прашање. Да, значи Лука ги испита сите работи, значи со сведоци, иако тој не беше лично, значи може би бил на некој од настаните очевидец, но вика испита се подробно за да ја докажам вистинитоста, дека така на вистина се случило. Значи имаше сведоци, живи сведоци кои разговараат со Исус, кои беа исцелени, беа допрени, значи сето тоа го испита Лука и го запиша во Евангелието. Со цел еве и ние да го веруваме тоа. Исто и со другите три Евангелија на Јован, на Марко, на Матеј. Значи тоа се сведоштва на луѓе кои има контакт со Господ Исус Христос, кои го видоа, кои видоа како умира на крстот, кои видоа како го слегува неговото тело, го ставија во гробот, како после воскресна и му се јави нив. 40 дена ги поучуваше откако воскресна и после на крајот го видоа како се вознесува на небото. И така ќе се врати по сите оние кои веруваат. Јас сакам да го третирам прашањето дали традицијата може да биде пречка за верата. Има еден пример тука во Библијата во Евангелието според Марко,
односно случка во Библијата, во Евангелието според Маркос, 7 глава, да го побараме, Маркос 7 глава, од 1 до 13 стих ќе прочитаме, да видиме што се случуваше тогаш кога дојдеа фарисеите и книжниците, значи кај Господ Исус, и му негодуваа за една работа. Еве го тоа. Сега ќе го прочитам. И се собра околу него фарисеите и некои од книжниците кои беа дошле од Ерусалим. И видоа дека некои од неговите ученици јадат леп со нечисти, односно неизмиени раце. Зашто фарисеите и сите јудејци, држејќи се до преданијата на старите, не јадат ако не ги измијат рацете до лактите. И кога ќе се вратат од пазар, не јадат ако не се измијат. И има уште многу друго што го примиле да го одржуваат, миење на чаши, врчви, бакарни садови и столови. И така фарисеите и книжниците го прашаа зошто твоите ученици не живеат според преданијата на старите, туку јадат леп со неизмиени раце. А тој им рече: добро пророкуваше Исаија за вас лицемерите, како што е напишано: овој народ ме почитува со усните, а нивното срце е далеку од мене. Напразно ме почитуваат, учејќи науки што се човечки повелби. Вие оставате Божјата заповед, а го држите човечкото предание. Вие добро ја укинувате, проложи тој, Божјата заповед, за да го држите вашето предание. Имено Мојсеј рече: почитувај ги татка си и мајка си. И кој ќе го проколне татка си и мајка си да биде казнет со смрт? А вие велите: ако некој рече на татка си или на мајка си: она што можам да ти помогнам е ветено, односно жртвен дар. Не го оставате веќе да направи што и да е за својот татко и за својата мајка. И така го укинувате Божјото Слово со своето предание, што вие го воспоставивте, и правите многу други работи слични на ова. Тука јасно гледаме дека Исус Христос, Господ Исус, дебатира со фарисеите и книжниците кои беа учители на Словото, имаја читано Стар Завет, нели го знаеа Стариот Завет и требаше да го исполнуваат. Сега тие си додадоа работи, си измислија своји обичаи, традиции, преданија, нели во некое, значи после преданија на старите, вика, значи нешто плюс што е надвор од она што Бог го имаше заповедано, нели требало да се мијат до лактите, па требало да ги мијат чашите, врчвите, бакарни садови, столови, не знам каков обичај било ова. Значи дури столовите на кои седеле требало да се измијат и многу други, вика Исус, работи си додадовте. Ама Божјата заповед, вика, ја укинувате. И тука даде пример со почитувај ги татка си и мајка си, кој ќе го проколне татка си и мајка си да биде казнет со смрт. И после дава уште еден пример, кој го практикувале валјда тука таа публика, значи книжниците, фарисеите. Значи ако некој рече на татка си или на мајка си: она што можам да ти помогнам е ветено, односно жртвен дар. Наместо да му помогнат, тие викаат дека тоа е веќе ветено и е жртвен дар. И вика некои слични работи на овие, значи многу други работи слични на ова направиле. Според ова случка можеме да заклучиме дека традицијата, преданијата, обичаите на старите се во спротивно од библиското верување. Еве, конкретно како Исус му го објаснува она, нели, зашто негодува во првите стиха, значи дека еве во вториот вели и видоа дека некои од неговите ученици јадат леп со нечисти, односно неизмиени раце, зашто фарисеите
и сите јудејци, држејќи се до преданијата на старите, не јадат ако не ги измијат рацете до лактите. И после, нели, Исус му одговара во 14 и 15 стих, тогаш повторно го повика народот при себе и му рече: слушајте ме сите и разберете. Нема ништо вон човекот што би можело да го направи нечист кога ќе влезе во него. Туку она што излегува од човекот, тоа го прави нечист. Значи, што е Божјата заповед? Не е она што влегува во твојата уста, храната те прави нечист, или она што го јадиш, туку она што излегува од устата. Што излегува од твојата уста? Благослови, озборување, оговарање. Има многу луѓе во Македонија, не знам, среда, петок, постат, се воздржуваат од храна, не јадат мрсна храна, не јадат постна, ама оговараат, пцујат, се и се што прават со својата уста, и тоа не е угоден пост на Бог. Се лажат самите себе си дека се многу религиозни. Може би си ти една таква личност. Не го сваќај го како осуда, туку свати го како предупредување или ајде укор, дека не е угодно ако ти среда петок постиш, а оговараш со твојата уста, значи тоа што излегува од устата е побитно од тоа што легува внатре. Значи не е нешто надвор од човекот, вика. Значи нема ништо вон човекот, значи надвор од човекот што може да го направи нечист. Ама кога ќе влезе во него, значи нешто храна, туку она што излегува од човекот, тоа го прави нечист. Мора да се разбере тоа. Никола, еве, конкретно, ако некој човек, нели, верува во Евангелието, што значи тоа да се верува во Евангелието? Кој е Евангелието, прво? И што ако некој човек се потпира на нешто друго освен Евангелието, или, ајде, Павле што го нарекува друго Евангелие? Што се случува тогаш? Значи, Така. што е тоа вистинското Евангелие? Да, па јас мислам, за тоа има перфектни стихови кои пак на некој начин не само што пред се зборува за најбитното, односно за Евангелието, туку и пак потврдува за тоа што го зборувавме пред малце во врска со достоинството, дали е, значи, Светото писмо достојно и се што е напишано во него, односно Словото Божјо, дали вреди да се верува во него. Пак имаме овде уште една потврда за тоа, и односно и објаснување за самото Евангелие. Тоа се наоѓа во прво послание до Коринтијаните, 15 глава, од 1 до 8 стих. Ајде ги прочитаме. Таму пишува: ви напоменувам, браќа, за Евангелието, кој ви го проповедав и кој вие го примивте и во кое стоите, преку кој и се спасувате, ако го држите цврсто, како што ви проповедав, освен ако не сте поверувале напразно. Зашто ви го предадов најнапред она што го бев и примил, дека Христос умре за нашите гревови, според писмата, и дека е погребан, и дека воскресна, и на третиот ден, според писмата, дека му се јави на Кифа, после на 12. Потоа им се јави еднаш на повеќе од 500 браќа, од кои повеќето се живи до денес, а некои почина. Потоа му се јави на Јакова, па тогаш на сите апостоли. А најпосле ми се јави и мене како на недоносче. Значи, тука читаме дека Евангелието е нешто што преку кое се спасуваме. Значи, вие некако држите цврсто како што ви го проповедав. Значи, освен ако не сме не поверувале во тоа време кога сме го слушнале прв пат. И тоа значи она што најнапред ни беше предадено, значи на некој начин оригиналната верзија на
Евангелието и единствена, која е вистинска и нема друга, е дека Исус Христос умре за нашите гревови според писмата, значи според предскажаното во Стариот Завет, тоа значи тоа, дека е погребан, исто според писмата, дека воскресна на третиот ден според писмата. Значи сето ова е предскажано што го прави во Стариот Завет, што го прави уште повеќе пофасцинантно нештото. И дека му се јави, значи, на Кифа на Петар, после на 12 апостоли, им се јави на повеќе од 500 браќа, значи повеќе од 500 луѓе. И тоа кажува доволно дека на тие 500 луѓе што му се јави, сите тие што ги давајте изјави, односно што сведочеа јавно дека Христос е жив, дека нели отко пострада на крстот за нашите гревови, значи беше погребан и воскресна. И го видеа тие луѓе и сведочеа, значи самите апостоли и на некој начин технички уште сведочат преку словото, апостолите, дека тоа е вистина и дека се случи, а исто така апостолите и тие луѓе дека е вистина и дека е Евангелието тоа, дека Господ Исус умре на крстот, значи за нашите гревови според писмата, беше погребан и воскресна. Според писмата. Тоа е тоа Евангелие во кое што ние треба да веруваме и не треба ништо друго да додаваме на тоа и да одземаме. Оти Евангелието не е Евангелие без смртта на Христос, значи, нисто така Евангелието не е Евангелие со смртта без погребението, воскресението на Христос, значи едното без другото не може. Така да, ако слушните нешто такво, ако слушниме нешто такво дека постои, дека Христос, во врска со Евангелието, дека Христос умре на крстот за нашите гревови, беше погребан и воскресна според писмата, и нешто ама уште повеќе работи додадени врз тоа, или одземено од тоа, не е целосно, тоа не е вистинското Евангелие. И сега имаме исто така уште една порака од апостол Павле, која ќе ја прочитам и се наоѓа односно во Новиот Завет исто послание до Галатјаните, значи тоа е првата глава, значи од 6 до 9 стих. Таму пишува: се чудам дека така брзо, значи ова Павле го упатува во Галатија, црквата во Галатија. Се чудам дека така брзо се одвратувате од оној кој ве повика во Христовата благодат и преминувате кон друго евангелие, кое не е друго, само има некои кои ве збунуваат и сакаат да го запачат Христовото евангелие. Но ако и ние или ангел од небото ви проповеда друго евангелие, различно од она што ви го проповедаме, да биде проклет. Како што рековме, порано и сега пак велам, ако некој ви проповеда евангелие, што се разликува од она што го примивте, да биде проклет. Значи, тоа евангелие што го примија и го примија сите, и го примија галатјаните, го примивме ние, значи македонците, го спомнавме и пак ќе го спомниме дека Христос умре на крстот за нашите гревови, беше погребан и воскресна, значи сето ова според писмата. Дека беше предскажано и се случи и дека Господ Исус тоа го направи за нас и дека ние се спасуваме преку вера во тоа евангелие, преку вера во тие случки што Христос ги направил, но тука Павле има нешто друго да спомни во врска со одвраќањето или не поверувањето во Христовото евангелие и значи збунувањето на луѓето, на оние луѓе кои го изопачува Христовото евангелие. Значи тука е интересно спомнува секогаш тоа го гледам тоа кога ми го фаќа кога пишува, значи се чудам брзо се одвратувате, значи од Христовата благодат и пременувате кон друго евангелие. И тоа друго евангелие е напишано со мало. Значи друго евангелие не е тоа вистината евангелие, значи самиот Господ Исус, самата радосна вест. И е напишано со мала буква, што е интересно, секој што ќе читате во текстот, по тоа можете да одите и да препознавате мал детал да речам. И
кое не е друго, вели, туку само некои кои ве збануваат и сакаат да го изопачат Христовото Евангелие. Овде пак е спомнат Христовото Евангелие, Евангелие со горема значи вистинското Евангелие, како што спомнавме за додавање, за како што го прочита ти примерот, значи миење, значи што го помешаат со вистинската вера, вистинското Евангелие, луѓето што се додаваат, значи миење на раце до лактите, миење на столовите, миење на приборот и така натаму. И тука Павле, значи, зборува за такви работи, но и за уште посериозни работи и зборува за изопачување на вистинското Евангелие, односно додавање и одземање на тоа вистинско Евангелие. И вели дека ако и ние, значи самите апостоли, значи ние вели, или ангел од небото, значи вели, проповеда друго Евангелие различно од вистинското Евангелие за смртта на Христос, неговото погребение и воскресение според писмата, значи да биде проклет. Значи и тоа, ама и ако слушниме дека тоа треба да го веруваме, да веруваме во Исус, ама не спасува тоа, доволно не е доволно за да не спаси, туку треба и нешто друго да направиме за да се спасиме, значи тоа ни е знак дека не треба да веруваме во такво Евангелие, не треба да ставаме нашата надеж во таков Христос, во некаков изопачен Христос, односно изопачено Евангелие, како што го кажува Павле. И треба да се пазиме такви работи, односно да преиспитуваме се и се да земаме со резерва, се што ќе ни е кажано, односно да го споредуваме со она што го пише во Светото Писмо и да видиме дали тоа е достојно за верување што ќе го слушниме од некој или не е достојно за верување, така да се што ќе слушниме да го споредуваме со тоа што го пише во Светото Писмо, да споредуваме за посебно за кога ќе дојде збор за Евангелието, за најбитното нешто, за смртта, погребението и воскресението на Христос и неговата важност и што значи тоа за нас, за нашите животи, ако тоа е изменато во таа порака кога ја слушаме, значи не треба тоа да го слушаме, туку треба да го преиспитаме и тука го нарекува Павле да биде проклет, тој што го прави тоа, така да тоа важи за сите нас, значи ние ако застаниме да проповедаме изопачено различно Евангелие од ова што Павле го спомнува, од ова што го читавме, не сме во вистината, значи да биде проклет, вели, и тоа не е тоа што го бара Господ Исус од нас. Така да тоа е тоа што јас мислам Павле на некој начин го сваќам како Павле го кажува според тие стихови и дека треба да се пазиме, треба да едноставно да веруваме во чистото Евангелие на Христос и дека треба да не додаваме и да одземаме на тоа Евангелие и дека тоа Евангелие за нас е доволно за да се спасиме. Да, јас ново што го кажа Никола, резултатот ако ти веруваш во Христовото Евангелие е дека твоите гревови се простени и имаш вечен живот. Значи, преку вера го слушаш, така? Еве Никола го кажа. Исус Христос умре на крстот за нашите гревови. Значи за твоите, моите, нашите гревови. Беше погребан и на третиот ден воскресна. Ако тоа ти го веруваш, можеш да знаеш со сигурност твоите гревови се простени, имаш вечен живот. Има уште една работа, треба да се покаеш. Да не продолжиш повторно да го правиш оно што си го правил досега. Сваќаш дека досега тоа што си го правил, не верувајќи во Евангелието и си ги вршил тие гревови, дека сега повеќе не сакаш да го правиш тоа, ќе ги исповедаш пред Бог, прифаќаш Христос за свој Господ и Спасител, тоа значи веруваш во неговото Евангелие и му го предаваш животот него, односно сега тој те води во животот, а не ти самиот. Нема да одиш по твојот пат повеќе, ќе одиш по неговиот пат, ќе го следиш Христос. И ќе учиш од него. Значи, кога некој ти е Господ и Спасител, ти му си послушен на твојот Господар. Да. Значи, повеќе не си овца без овчар, без пастир, туку си сега во едно стадо. Има овчар. Христос ти е овчарот. И тој кај што ќе те води, таму ќе одиш. Нема ти да си скиташ како по твој пат ќе те јади волкот иначе. Да. Така е? Да. Значи, ние скитавме, вика,
Сите си скитавме како овци, секој одеше по својот пат, но Христос е пастирот кој не собра. Ти, ако веруваш во Евангелието, си овца на неговото пасиште. Прочитајте Псалм 23, кај што вели Господ е пастир мој, ништо нема да ми недостасува. Притивки води ме води, ми освежува душата. Така е, ако ти одиш каде што те води Господ, ако тој е твој пастир. Ако не одиш каде што те води Господ Исус, ти може имаш друг пастир кој сака да те јади волкот. Да. Кнезот на овој свет, кој вика Библијата. Тоа е ѓаволот и сатаната. Кој е твојот пастир? Тоа е многу битно прашање. Да. Ако е Господ твој пастир, тогаш дефинитивно Псалм 23, кој го пишува Давид, е за тебе. Овие се многу битни теми, битни прашања кои ги дискутираме. Зашто често ние како луѓе си скитаме по нашите патишта, по нашите идеи, нашите замисли. И Евангелието, така кој што вели Павле, нели, ако некој ви проповеда друго евангелие, нека биде проклет. Значи си под проклетство ако ти не веруваш во истинското евангелие. Сам си имаш може некое евангелие направено и тоа е страшно. Значи преку вера, што значи тоа? Јас често го објаснувам примерот, ако ти скокниш од авион, ти веруваш дека подобранот ќе се отвори. Тука или веруваш дека подобранот ќе се отвори, ќе те спаси, или не. Сега, значи, Библијата, Евангелието ти е подобранот. Ти паѓаш од 10.000 метра висина, веруваш во Евангелието во Христос и подобранот те спасува. Тука не спаѓа твојата сила, твоите дела, така да ете, ако ти се базираш дека комавта со рацете ќе се спасиш со твои дела, со твој напор, нема се спасиш. Ќе се залепиш на палачинка долу на земја. Да. Чи верата во Евангелието е како подобранот. Чи веруваш дека 100% дека тој подобран, дека Евангелието Христово, односно дека Исус, она што го направи на крстот, ги плати сите твои гревови и поради тоа ти си спасен. Ако не го веруваш тоа, ти колку сакаш мафтај со рацете, прави добри дела, ти не можеш да се спасиш. Зашто стандардот Божи за влез во Божјото царство е совршенство, безгрешност. Единствениот безгрешен е Исус Христос и тој плати наместо нас. За ние што сме грешни, што сме несовршени, да станеме совршени преку верата во Него. Да. Значи, подобранот ставаме и тој безбедно слетуваме, значи, долу, безбедно одиме во Божјото царство, заради тоа што веруваме во Христос. Се надевам дека ова има смисла. Се трудам да го објаснам со човечки термини. Едноставно Евангелието, но бара вера. Тоа е суштината. Кога сме кај верата, ја прочитам две работи, односно две случки. Во Евангелието според Лука не се опишани. Првата случка ни е во Евангелието според Лука, 17 глава, 11 до 19 стих. И кога одеше за Ерусалим, поминуваше меѓу Самарија и Галилеја. И кога влегуваше во едно село, го сретнаа 10 лепрозни мажи кои застанаа подалеку и го подкренаа гласот велејки: Исусе, учителе, смилувај ни се. А кога ги виде, им рече: одете и покажете им се на свештениците. И се очистија додека одеа, а еден од нив, кога виде дека оздравел, се врати славејќи го Бога гласно. И падна на лице при неговите нозе и му благодари. А тој беше самарјанец. Тогаш Исус одговори и рече: зар не се очистија 10? Каде се уште 9? Не најдоа ли да се вратат и да му благодарат на Бога, освен овој тугинец? И му рече: стани и оди си, твојата вера те спаси. Интересно,
Исус му кажа нешто на овие лепрозните, одете и покажете им се на свештениците. Тој во тој момент не ги исцели, но тие кога послуша она што му го каже Исус, вака како што тргнаа да одат, се исцелија. Сега како изреагираја деветте, како изреагира едниот? Значи едниот виде дека оздравел и другите сигурно видеа дека оздравил. Ама тој едниот рече јас ќе се вратам кај Исус и ќе му благодарам. Ќе му благодарам на Бога дека ме исцели. И тогаш Исус му рече уште нешто плюс покрај тоа што го оздрави телесно физички, му рече твојата вера те спаси. Тој поверува и свати кој е Исус Христос, дека тој е Божи син, дека тој е Бог во тело. Таа вера го спаси. Значи ние преку вера се спасуваме, преку вера во Евангелието, преку вера во Исус. Не се спасуваме со нашите добри дела. Читајте во Светото Писмо. Читајте. Јас имам уште еден аргумент. Ќе го споделам откако ќе прочитаме Лука 8 глава од 40 до 48 стих. Уште еден пример, значи, во 8 глава од 40 до 48 стих. А кога се врати Исус, народот го прими, зашто сите го чекаа. И ете дојде човек по име Јаир, кој беше настојник на синагогата и падна пред Исусовите нозе и го замоли да влезе во неговата куќа, зашто имаше единствена ќерка на околу 12 години и таа беше на умирање. И кога одеше, народот се туркаше околу него. А една жена која страдаше 12 години од крвотечение и која го потроши сиот свој имот по лекарите, а ниеден не можеше да ја излечи, му пристапи одзади и се допре до работ на неговата наметка и веднаш и прекрати незиното крвотечение. А Исус рече, кој се допре до мене? А кога сите одречуваа, Петар рече, Учителе, многу народ те турка и притиска. Исус пак рече, некој се допре до мене, зашто почувствував дека сила излезе од мене. А штом жената виде дека не може да се сокрие, пристапи треперејки, падна пред него и кажа пред сиот народ, зашто се допрела до него и како оздравела веднаш. А тој и рече, Керко, твојата вера те спаси, оди си со мир. Значи, тука имаме уште една ситуација, како таа жена во себе веруваше, не е запишано тука, но еве јас како го сваќам ово. Таа си велеше само да се допрам до облеката на Исус, ако се допрам до облеката, ќе бидам исцелена. Че тоа веруваше дека Исус има сила. И не можеше никако да стигне па да разговараат, па да му кажи. Таа само можда во мислите и веруваше и се надеваше, само да успеам ако можам да го допрам и ќе бидам исцелена. Тоа се деси. И интересно што вика толку многу луѓе нели го туркаат тука, го притискаат Исус околу него толпа. Исус вика стоп. Некој ме допре. Са Петар вика толку луѓе те туркаат овде, илјадници луѓе те допреа. Не вика. Некој ме допре, значи некој го допрел со вера. Че поверувал во Исус, го допрел и знаел дека тој може да го исцели. Че таа жена со крвотечение и веднаш беше исцелена. Но Исус не застана таму, туку рече некој ме допре и нели сакаше да знае кој го допрел. Тој веќе знаеше, сепак Исус е Бог. Знае се. Да. А штом жената виде дека не може да се сокрие, пристапи треперејки, падна пред него и значи се допрела, добро. И кажа, значи, пред сиот народ зошто се допрела до него и како здравела веднаш. Значи му кажа дека се допрела до и зошто. Значи тука не ни е објаснато зошто, но нели знаеме дека сакала да биде исцелена. А тој и рече, Керко, твојата вера те спаси, оди си со мир. Значи повторно верата спасува, не делата. Кога ние веруваме во Христос, тоа не спасува. Сега
аргументот што сакам што ето и да го споделам. Ако некој, нели Никола читаше ви проповеда друго евангелие, или ви кажува нешто што е поново од Светото писмо. Значи, сите традиции или сите некои верувања што се явуваат после Светото писмо, значи после првиот век, во првиот век е завршено Светото писмо и завршува со овие неколку стихови од апостолот Јован, нели, на островот Патмосе и го пишува откровението кое Господ му го дал. Нели, овие неколку последни стихови се од 18 до 21 ќе прочитам, 22 глава. Јас му сведочам секому кој ги слуша пророчките зборови на оваа книга. Ако некој им додаде нешто, Бог ќе му додаде од злата опишани во оваа книга. Ако некој одземе нешто од зборовите на книгата на оваа пророштво, Бог ќе му го одземе неговиот дел од дрвото на животот и од светиот град кои се опишани во оваа книга. Оној кој го сведочи ова говори: да, доаѓам скоро. Амин. Да, дојди, Господи Исусе. Благодата на нашиот Господ Исус Христос со сите вас. Амин. Амин. Така да, значи несомнено Библијата завршува со овие неколку стихови. Дека ако некој им додаде нешто, Бог ќе му додаде од злата опишани во оваа книга, а ако некој му одземе од зборовите на книгата на ова пророштво, Бог ќе го одземе неговиот дел од книгата на животот и од светиот град кои се опишани во оваа книга. И сега сакам да напоменам една многу битна работа. Има многу куп книги кои се после Светото писмо. Така и ден денес има луѓе христијани кои пишуваат книги. Ако некое верување се јавило после првиот век, после ова што е напишано тука, сето тоа јасно стојам врз авторитетот што го има Светото писмо и ова што го пишал апостолот Јован, дека се тоа што се коси со Светото писмо и што се јавува подоцна како верување е ново верство. Значи не е вистинско верување, туку е ново верство. Кој ми е аргументот? Зошто јас го кажувам ова со смелост? Па Светото писмо. Светото писмо кое може би стои на вашите полици некаде, а вие може да се држите за некое ново верување. Значи се што се јавило после првиот век како верување, кое не е во склад со Светото писмо, е ново верство. Ако некој ви рече, вие сте нововерци ако читате од Библијата, не сте нововерци. Вие сте највистинските верници, кои сте староверци уште од првиот век после Христос, нели? Значи, вие сте исконски верници. Значи, вие верувате во коренот на христијанството. А некој, ако се држи за работи, верувања кои се после Светото писмо, тој е нововерец. Многу се јасни работите. Ама жално е кога не читаат мнозинството, за жал, во Македонија Свето писмо. Не само што не читаат, дури практикуваат работи кои не се тука запишани и верувања кои не ги наоѓаме во Светото писмо. Јас лично не верувам дека тоа ќе направи некоја промена во народот, а верувам дека ако некој човек чита Свето писмо и се држи за Христовите зборови, дека тоа ќе направи промена во народот, во менталитетот. Така да, внимавајте. Еве, јас и Никола читавме тука од Библијата, ви споделивме нешто, но одговорноста за тоа да сте во вистината и да ја откриете вистината, имате вие. Зашто еден ден сите ние ќе се појавиме пред Бог. И ти можеш сега со твоето нововерство или тоа што ти го кажале некои луѓе некаде на улица или не знам што, или некои што поучуваат вака, така, онака, да се појавиш пред Бог и да речиш, па тој филјан човек, народски кажано, ми рече вака и вака и вака,
и сега тоа е тоа. Не. Господ ќе ти рече извини, јас веќе кажав што ќе се случи и како ќе се случи. И еден стих што сакам сега да го споделам е во Евангелието според Јован, 3 глава, тоест ќе ви цитирам 2 стиха, 17 и 18 стих. Зашто Бог не го испрати својот син да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Кој верува во него, кој верува во Исус, не му се суди. А кој не верува е веќе осуден зашто не поверувал во единородниот Божи син. Сега, пресметајте си вие дали тоа е така или не. Значи, ние се појавуваме пред на Божиот суд и Господ, односно Бог, ни вели: ти веруваше во мојот единороден син? Да, верував во Евангелието, знам зашто ти го испрати, да умре на крстот за моите гревови, да ја плати вината и казната која јас се заслужив, тој не ја заслужи, но ја плати наместо мене. Бог вели: те прогласувам за праведен. Така вели писмото. Не вели Никола, не вели Димитар, писмото. Така вели Господ, самиот Бог. Да, ќе речи, така е. Јас те прогласувам за праведен, зашто ти веруваше на мојот збор. Твојата вера те спаси. Да. Твојата вера те спаси. Така е. Да. Наставно. Сега, сакам јас да ве предизвикам вас. Зашто Библијата пишува: секој кој ќе го повика Господовото име ќе биде спасен. Вика, со устата се исповедува за спасение, со срцето се верува за оправдание. Ако со твојата уста исповедаш дека Исус Христос е Господ, а во твоето срце поверуваш дека Бог го воскреснал од мртвите, ќе биде спасен, односно прогласен за праведен според тие стихови, нели сега што ги цитиравме. Така. Па сега ние ќе повикаме кон Господовото име преку молитва. Значи може да ја повторувате оваа молитва, Никола ќе се моли, може да ја повторувате оваа молитва, но најбитно е тоа да го направите искрено од срце, барајќи го Господ. Тој ќе ве послуша од небото. Тој сака да ви прости, затоа го прати Исус, но вие треба да поверувате во тоа. Тоа е на ваша страна оставено. Нема со сила да ве натера Господ, но затоа ни го оставил неговиот збор и ни ја дал молитвата да комуницираме со него. А сега може да ја повторувате оваа молитва и да му го предадете животот на Христос, односно да повикате кон неговото име, за да го примите опростувањето, прошката. Значи, покајанието е почетокот кон спасението, односно го примаш спасението, се каеш за твоите гревови и веруваш во Христос. И продолжуваш да чекориш следејќи во Христос. Зашто вика, кој ќе го повика Господовото име, ќе биде спасен. Кој верува во Исус, нему се суди. А кој не верува е веќе осуден. Така да, тоа ќе го направиме сега со молитва за покаяние кон Бог. Може да ја повторувате. Да. Господи Исусе, ти благодарам што умре за мене на крстот и ти благодарам што беше погребан и воскресна на третиот ден од мртвите. Ти благодарам што ти ми укажа дека само преку вера во тебе можам да се спасам и дека можам да добијам вечен живот. Ти благодарам за оваа прилика. Се каам за моите гревови и за мојот досегашен живот. Те молам, Господи, ти од сега да ми бидеш мојот Господар и Спасител и ти да се прославиш во мојот живот. Те молам тебе и да ме водиш и ти благодарам што можам да добијам
само преку тебе прошка на гревовите и вечен живот. Ништо друго не може. Те молам во името на Исус. Амин. Амин. Да, доколку на вистина искрено ја молевте оваа молитва, веруваме дека Бог ве послуша од небото. Зашто тоа е напишано во неговото слово. Во Стариот Завет има стих, мислам дека беше во Еремија 23 глава. Ќе ме барате и ќе ме најдете, зашто ќе ме барате со сето свое срце. Така да, кој го бара Господ, Бог, со сето свое срце ќе го најде. Ви благодариме уште еднаш што одвоивте време да ја чуете оваа епизода. Споделете ја со вашите пријатели, роднини. Нека и тие размислат околу овие работи, традиција и вера. Доколку сакате да добиете Библија, Свето писмо, немате, слободно може да не контактирате на Македонски христијански подкаст на Инстаграм, на ТикТок, на Фејсбук и ние ќе се потрудиме да добиете Свето писмо и вие и да може да го читате. И ви благодариме уште еднаш. Бидете поздравени. Чао, чао.